Интернационалниот филмски фестивал Астерфест на едно место собра исклучителни познавачи на филмската уметност. Во знакот на новите тенденции во кусометражниот, документарниот и авторскиот филм се надпребаруваа на 18-тото издание на овој престижен филмски фестивал. Задачата да се одбере најдобриот меѓу многуте не беше nimалку лесна. Сепак стручната жири комисија донесе одлука наградата Златна потковица да ја додели на филмот Ивалу, на авторите Андерс Валтер и Пипа Лук Јургенсен од Данска. Наградата Сребрена потковица ја доби филмот Еш, а бронзената потковица е за филмот Штипење. Се случија многу новитети, убави нешта на фестивалот, а пред се тука се светските премиери, кои ги имавме дури 3 ова година. На филмови кои што кажуваат многу, на автори кои што носат едно бреме, еден новитет, една нова чувствителност. И сметам дека таа традиција на прикажување на филмови кои што не се само дебютантски, туку филмови кои што својата прва премиера, својата светска премиера ќе имаат токму на Астерфест, значи таа традиција мора да продолжи и понатаму, што значи дека куриозитетот на фестивалот и привлекувањето на нови филмски дела од сите меридијани, од сите држави и територии е еден предуслов, еден предзнак за Астерфест, кој што го става веќе на мапата на оние мощни зрели фестивали, кои што треба да бидат со легитимитетот на Оскар и Бафта лиценците. Годинава исто така имаше една исклучителна квалитетна продукција на кратки играни филмови, документарни, анимирани филмови и се разбира во една посебна конкуренција и студентски филмови од сите овие области и жанрови. Имаше навистина многу разноликости од различни средини, од различни главно европски земји, исто и така и од домашната продукција од Македонија, но и она што на некаков начин би рекле и од регионот или поточно и од општина Струмица, од градот Струмица, кој покажува дека Астерфест врши една своја културна мисија не само во областта на филмот, туку и пошироко уметничка во таа смисла да се мотивираат млади луѓе да се занимаваат со уметност, главно сега овде нели со филмот, но филмот како една синкретичка уметност па ги обединува сите, така што се формираат одредени групи на млади луѓе кои тоа го на некаков начин и формализираат преку разни културни друженија, а кои се бават со различни видови на истражување и креации од областта на сликарството, на музиката, на филмот, на театарот и исто така издавачката дејност, литература и сето тоа го обединуваат низ еден филм. Филмската и театарската актерка, писателка и едно од најистакнатите, најплодните и најнаградуваните представнички на алтернативната изведувачка уметност во поранешна Југославија, легендарната Каталин Ладик, е годинешен добитник на наградата Астер за животно дело. Сматрам да сам среќна. Среќна сум што го доживеав овој момент, што повторно се вратив на корените од кои никогаш и не се оддалечив. Така не се оделив ниту од Македонија, без оглед на светската слава и патувањата ни светот. Сите мои инспирации во поезијата и во мултимедијалното создавање имаат мотив од ова поднебје. За мене Југославија беше единствена емотивна инспирација. Од тука и од струшките вечери на поезијата има многу убави спомени. А на овој филмски фестивал ја добив наградата за животно дело. Македонската продукција остави посебен печат на годинишното издание на Астерфест. Филмот сценариото на Александра Кардалевска е добитник на наградата Ѓурѓија Баџиев. Звукот на тишината на Анастасија Лазарова Пилинг е добитник на наградата за филм од македонска продукција. Додека филмот Али и короната доби специјална награда за инвентивен ветер пристап кон теми што говорат за глобалната состојба на психоза во современиот свет. Со подпис на режисерот Томислав Алексов. Интересно е што една од наградите го има името на татко ми Ацо Алексов и тоа е исклучителна чест и за тоа на Горан сум му многу благодарен за тоа што таква чест ретко има можност човек да ја има на планетава, поготово што тоа се случува во град кај што е татко ми роден. И навистина додека можам, ќе бидам дел од овој Астерфест и ќе го поддржувам на секаков можен начин.
Македонска продукција исто така покажува еден висок ниво на квалитет, значи следење на идеи кои што се прилично оригинални како сценарио, како текст, интересни режиски видувања на проблеми кои што значат нешто во ова совремието и од еден практичен аспект, да речеме, филмот Тале и Корона, кој што говори за една ситуација на глобална психоза на човештвото од една, би рекол, ведра страна, од една малку бајковита страна со користење нели во самиот филм не само документарност и она што го викаме игран филм, туку и одредена анимација што го збогатува или да речеме еден мощно интересен концепт и сценаристички и режисерски, а од друга страна и подкрепен со голема глума. Тоа е филмот Сценариото, кој што користејќи литература нам позната од светската класика, како што е, не знам, Шекспир, Достоевски и така натаму, гради една современа приказна која што всушност говори како се прави филм, ама на тој начин всушност ни појаснува како метафора и како всушност го градиме и ние животот настрана од филмот. Астрфест го зазема, можам да кажам, едно од заслужените клучни места на мапата на меѓународни филмски фестивали во Македонија, но не само во Македонија, туку веќе препознатлив на мапата на меѓународни фестивали и на европско и меѓународно ниво, што навистина многу значи за афирмација на македонската кинематографија преку вака значајни и квалитетни фестивалски изданија. Пристапот во изборот, во селектирањето не беше лесен. Секој пат поаѓамо до она гледиште да филмот ги содржи основните квалитети на нарација, значи на допадливост, значи не само во прв поглед, туку и во поглед на структурата, на формата, на приказната. Проекцијата на Тале и Корона помина одлично. Ја таков впечаток имам, мислам дека на луѓето им се допадна. Имам пофалба за техничките услови во кои што беше одржан фестивалот, односно проекцијата на тие филмови првиот ден кога бев. Значи, бе фасциниран од квалитетот, мора да признам, затоа што поготово квалитетот на тонот беше на исклучително високо ниво. Тоа што е исклучително, што би го забележала, се започнувањето на премиери на нови македонски филмови, значи еден нов сегмент кој што повторно ја зголемува вредноста и квалитетот на самиот фестивал. Филмска премиера има и македонските филмови Лука и Сонцето не грее на сите страни, со што докажавме дека нашето место е на светската кинематографска мапа. Во однос на мојот филм Сонцето не грее на сите страни, нормално самиот наслов кажува, една интересна тема каде што главниот лик Ване Црнгаров, сите го знаеме како македонски Елвис Присли, што има еден подруг малку веристички начин на искажување во приказната, тоа е што најверојатно во Македонија стана и традиција, тоа е миграцијата, што многу млади луѓе и денес емигрираат. Тоа е случајот и со главниот лик Ване. Како член на жирито мислам дека имавме многу тешка задача, бидејќи во селектираните филмови сите беа навистина добри филмови. И задачата ни беше претешка, но самиот факт, значи тие 23 филмова кои беа селектирани, тие сите се, да кажеме, наградени во некоја форма. Задоволство да се биде тука. Прв пат сум во Македонија на Астрфест. Ми укажавте голема чест и внимание. Ви посакувам постепено да се озревате и да креирате убави филмови. Ми беше чест што бев дел од Астрфест. Искрено сум изненаден од квалитетот на овој фестивал кој долго време работеше напорно. Голема благодарност и до целиот тим што го организираше. Програмата беше интересна и со врвен квалитет. Верувам дека интересот ќе се зголемува многу повеќе во иднина. Та дисперзија
на нештата, размена на емоции и искуства, мора да се задржи и да се концентрира тоа внимание во 5, максимум или 6 денови, затоа што се што е предолго, па и не е толку интересно. На годинишното издание на Астерфест беа пријавени повеќе од 600 филмови кои беа предизвик за селекторите на програмата. Во знак на 5 годишнината од смртта на Љубиша Георгиевски и 55 години од продукцијата на филмот со Ристо Шишков, беше прикажана и реставрираната верзија на долгометражниот филм Планината на гневот. Фестивалот е финансиски поддржан од општина Струмица и од Агенцијата за филм на Република Северна Македонија.